Нови детали од скандалот со неуспешната набавка на вакцини кој го објави La Verità на страниците на италијанскиот весник 18 писмата од министерот Филипче до кинески компании. Се доразврзува случајот со обидот на здравствените власти да набават кинески вакцини преку фирма посредник. Иако ресорното министерство одби да даде одговори која е фирмата, според извештајот во весникот се работи за компанија од Хонг Конг, формирана во 2017 година. Станува збор за фирмата Старби, за која не се знае колку вработени има, а нема ниту медицинско ниту фармацевско портфолио. Ова е сосема друго од она што премиерот Зоран Заев го изјавуваше деновиве, дека се работи за компанија блиска до Синохидро, чија компанија мајка е Power China. Јас кажав ни помогна во целата нарачка Power China, која што е мајка компанија на Синохидро, кој што ги гради патиштата по Северна Македонија. И друга кинеска фирма и не работи во моментот на инфраструктурата, се обративме преку таа фирма. Писмата јасно покажуваат дека Филипче се согласил можниот ризик од имунизацијата со вакцината Синофарм да биде на наш грб. Второто писмо е адресирано до China National Biotech Group и до Sinopharm како и до Starbi Int, и во него се потенцира дека Македонија ја ослободува компанијата, односно Кина, откако било одговорност за евентуални негативни последици од употребата на вакцината. Ова е спротивно на многу меѓународни конвенции и представува кршење на основната институционална мисија, а тоа е заштита на здравјето на своите граѓани. Во декември минатата година, како што пишува La Verità, Кина речиси во исто време добила барања и од Македонија и од Црна Гора. Фактот што само Црна Гора успеала да добие вакцини покажува дека и комунистичкиот режим во Пекинг има мака да најде заеднички јазик за соработка со Скопје, со цел да биде заштитен од евентуални критики поврзани со менаџирањето на така наречената здравствена дипломатија. Според сите овие аргументи, италијанскиот весник скандалозното враќање на авансот и пропаѓањето на сделката ги поврзува со тоа што во целата игра македонската влада вклучила фантом фирма од Хонг Конг која предизвикала сомнеж за измама кај кинеската влада.